Добре, јам поише трема се од вас. Прв пат сум со две девојки, а да не се мајка ми тетка ми. Се шалам. И тоа со две фудбалерки? Со две фудбалерки, да. Ако ништо друго знаете со топки како? Да, и со пепелјари. И со пепелјари, да. Немам пукната аркада да се ама може да е. Добро вечер. Вечерва сме во Eastgate Mall, повторно со вас. Скратен корнер, меѓутоа со малце поубаво друштво. Извини Јове, ништо лично, ама Понежно. објективно сум и понежно, да. Сите сме понежни од Јове. Веројатно. Мала шала за старт. Јас сум вечерва во ново друштво, како што најавив. Со мене се Христина и Јелена. Влюбеници во фудбалот, женски фудбалерки малку звучи. Не звучи овде, може да звучи. Да, во Македонија може да така звучи, иначе у Македонија таму тема. Овде сме во Интерспорт, во продавницата во Eastgate, како што кажав претходно. Причина за ова е европско првенство што се одвива моментално во Германија. Дали следите? Следиме колку што можеме, бидејќи работиме, така да имаме гано неколку утакмици, нели? До крајот ќе се изгледаат сигурно што доста. Кој е вашиот фаворит? Мене лично Германија за сега може да се предомисли. Може да се предомислиш. Жени лесно променливи. Да. И јас сум за Германија, иначе цел живот, 30 години. Субај дечки за шпанците. Браво си за тоа што кажа јас за Шпанија сум. Ајде сега ќе повторам како. Одлично, и јас навијам за Германија, цел живот сум за Германија, цел живот, 30 години имам, така да од кога знам за себе сум за Германија. Јелена, ти не кажа за кого навиваш? Шпанија се знае. За Шпанија, одлично. Не им давам големи шанси, меѓутоа одлично прва рунда, да. Кажете ни нешто повеќе за вас. Знам за тебе дека си била активна фудбалерка повеќе од 10 години, имаш околу 50, можеби повеќе надпревари за А репрезентација за Македонија. Да, ја од самиот почеток, значи од формирањето на женскиот фудбал, односно прилично беше мал фудбал, тоа бевме 3 или 4 екипи колку што се сеќавам, кои што беа 3 од Скопје, практично една од Битола, и од тука, нели, мислам тоа беа почетоците, потоа се формира, се фузира екипи и настана големиот фудбал, практично во Македонија. Тоа е периодот 2001 према 2002. Значи тогаш и се формира ЖФК Ломбардини и кои што бевме и шампиони. Шампиони? Да, и имавме учество за квалификација во Лига на шампиони. Тоа што и таму освоивме една победа која што со Лендра АОК и истата беше 5-0 која што 5-0. Да, Виолета Спидовска даде 3 гола, хетрик направи. И тоа е, мислам дека и единствениот успех на клупско ниво во женскиот фудбал, така. Пошто навикнати сме на такви резултати, меѓутоа нашите македонските екипи да бидат губитници. Точно. Тука е главниот проблем тоа што сите добри играчи одат во еден клуб и нели нема со секоја останата утакмица, мислам клуб кој што е послаб, нели нормално, они победуваат. Нема циркулација. Нема 10-0 ќе победи пример и сега кога ќе дојде на европска сцена, така. Да, не е компетитивно, да. И одеднаш нели не ги сваќаат сериозно надпреварите, најдуваат на посериозен противник и тука е уствари главниот проблем финансиите се, затоа што секој клуб нема финансии. Знаеме колку федерација и помага. Тоа е со минимално со опрема нешто што ќе помогне. Терени се нема за работа и тука е мислам дека главниот проблем. Затоа можеби толку различни екипи се шампиони, како што знам Тиверија, претходно Македонска каменица, сега мислам дека Љуботен, нашиот такси како што кажа, главен проблем се финансиите, така. Нема, еве пример Наташа Милонова, ние игравме заедно една сезона. Тој клуб, значи од кога стана шампион, првак и купот го освои, потоа тој клуб се распа. Значи сите играчи заминавме по други клубови. Само да кажам, и покрај тоа што успехот е остварен, не продолжуваат краткорочно. Значи треба по мене, и ние затоа и сега формиравме клуб, да.
со идеја сме да нели на долгорочни стази да одиме. Значи тоа и да биде и полека, но да се оди на долгорочни стази. Да. Што значи и школа ќе биде, мислам ќе се работи со деца, нели. Да, да се посветиш на одмали нозе и да може да се мотивираат и идните генерации, нели, да пристапат кон фудбалот на поубав начин, да не биде само Условите се со план, значи поинаку да бидат Да. што да се овозможи теретана, базени да се овозможат, значи да има и она покрај тренингот да има и недовешната дружба на сите тие девојчиња. Практично така и се Да, да биде со сите нишани како што треба. Кажи ми, Елена, ти си како да кажам, Спортиста цел живот. спортиста цел живот, да, си играла фудбал, Аматерски фудбал. аматерски. Некако Христина. Добро, Да. Христина е стварно врвен професионалец, како што кажавме, И 50 голема настапи. инспирација за Инспирација. сите нас во женскиот фудбал. Одлично да се чуе тоа, верувам на Христина и Да. и Годи, да. Исто А, и ФК Слободен е голема инспирација и сметам дека Машкиот фудбалски клуб, така? Да, машкиот фудбалски клуб. Сметам дека доколку женскиот клуб го постигне истото ниво како што се мажите конектирани меѓу себе во тренижен процес, дека фудбалот женски во Македонија ќе се развие. Правеше пауза 10 години, може и повеќе, повторно се враќаш правиш камбек на фудбалските терени. Инспирацијата, како што кажа, ти е Христина. И Ангел исто. И Ангел, да, Ангел, секако Ангел Јанков, Ангел основачот нешто- на машкиот фудбалски клуб Слободен, кој што исто и на женскиот, нели, знаеме дека машкиот фудбалски клуб работи одлично, покрени се на сите социјални мрежи, мислам дека најдобро ги работат социјалните мрежи, парираат со прволигаши, имаат спонзори од странство, релативно нов клуб, 2 години постои, освоја неколку турнири, меѓу кои бев и јас во публика да ги гледам, што стварно изненадуваат со Сериозен успехот, пристап, да, сериозен пристап и стапивме во контакт и баш онака бев значи позитивно нели изненадена од идејата која што ја има, значи Ангел и клубот општо. И ја викам оваа шанса не се пропушта и Да. ајде да направиме заеднички. има одлично се покрени, имаат доста фанови од други градови, имаат фанови од други земји, имаат и некои спонзори од други земји, тоа што тоа е нереално за таза формиран клуб Да. кој релативно работеше на пристап, нели, отворени покани кои сака да се придружи, се собира играчите, нели, не се знае никој со никој претходно, меѓутоа, нели, им даваш топка се да игра, да тренираат и одеднаш постигнуваат успеси, освојуваат неколку турнири, кои што кажа да не се повторувам. Елена, дали мислиш дека со основањето на женскиот клуб Слободен ќе тргне фудбалот во Македонија на подобро и зошто Сигурно. си била разочарана или ако не можеш да кажеш на тоа прашање, може Христина да каже дали е разочарана, дали била? За разочарување Кристина нека збори. Јас можам да кажам дека спортот дефинитивно и свесноста за спортување во Македонија сега е на повисоко ниво од тоа што беше претходно и мислам дека ние треба да бидеме една инспирација за нови генерации на женски фудбал. И ако продолжиме вака како што сме тргнале, мислам дека ќе се развие. Ја мислам дека вие како екипа комплетно, нели покрај нас, нормално ЖФК Слободен, медиумски тоа да биде по-презентирано, заради тоа што тоа фали многу. Значи фали, нели, од време на време некој портал ќе изнесе информација, репрезентација или, нели, некој клуб. Па и до сега сме немали со што да се фалиме, што да презентираме. Обичните познавачи на фудбалот знаат само за Наташа Андонова и знаат, може би слушнале за кој е шампион, ништо друго за женскиот фудбал. Ќе гледаме тоа да го не зборам обичните момент, да. Стварно беа добри играчи, штета нажалост што не направивме некоја позадина каде што имавме можност и каде што имавме и понуда за, значи, на првите за квалификација кога игравме, 3 играчи од Лободин ние добивме понуда за Словачка, со тоа што по замена да дадат они 2 играчи од поставите и нели ние да продолжиме таму
но не се остави таа ситуација заради тоа што бара обештетување некој кој што реално е аматерски фудбалот. Така да ние договорите не се аматерски. Значи, Да, не може да се бара обештетување од некои нереални суми за дури за машки фудбал не. Тука сме малце на послабо ниво. Според мене, значи треба повеќе да се вложува во женскиот фудбал, како што е идејата на спорт. Да. Да се вложува во женскиот фудбал и ја мислам дека рейтингот ќе се качи, со тоа што и самите деца и родители, бидејќи табу тема во Македонија, женски фудбал, па тоа е машки спорт. Не е машки спорт. Да. Тоа е и мажите и жените Го играат и го сакаат исто, да. Точно. Така да по мене мислам дека и ако медиумски е покриено и начинот на кој што ЖФК Слобода планира и Да. тоа и веќе е на пат натаму, на тој начин да функционираат и останатите клубови, тогаш мислам дека и лигата ќе биде подобра. Баш како што кажа ти, јас се сложувам дека фали повеќе медиумска покриеност за женскиот фудбал. Еве ние имаме нека платформа, се трудиме да ставиме фокусот на женски фудбал, на реални проблеми во фудбалот општо во Македонија. Меѓутоа, како што кажавте, женскиот фудбал е табу тема во Македонија. Јас следам фудбал активно, редовно. Огромен навивач сум, немам многу познавање за женскиот фудбал во Македонија, не знам ни колку екипи има, ни колку се од Скопје, не знам ни каде можам да гледам. Тука е проблемот што како што кажав претходно, со тебе ни многу малце располагаме, тоа мислам дека и самата држава треба да помогне тука. А се надевам сега со идеја која што ги ќе формираат вако кажи во Министерство за спорт. Да, се планира ново Министерство за спорт. И мислам дека тука и ние како клуб, нормално, и сите клубови треба да се побараат да малце се вложи повеќе во спортот, односно се овозможи терени за да сите тие деца подобра инфраструктура да има, да. И да им биде блиску од каде што живеат, да не патуваат. Да. Јас моментално живам во општина Аеродром, мислам дека нема фудбалски клуб таму, само вие сте сега, 2024, мислам дека во нашата општина има премногу влюбеници во фудбалот. Ете шанса да дојдат да гледат, да уживаат во фудбал, во женски фудбал. Ги повикувам да дојдат на тренинг и да се запишат. Да, знам дека има девојчиња кои тренираат во младинските категории заедно со машките, Има, ако не знаете, има академија за дечиња во повеќе, годишни возрасти, до повеќе годишни возрасти, како до 7 до 9 години, не знам како одат. Знам дека има 3 тренери, меѓу кои еден и брат му на Дарко Чурлинов. Знам дека има неколку девојчиња таму што тренираат, така да сега ќе биде одлична можност да формираат и академија, за Планот е академија да биде. Да. Јас сум најповеќе за тоа, затоа што тоа е планот е на долгорочно. Да. Да се купи сега титула, да се купат најаките играчи, да се освои толку. One and done што викаат. Ohrabrime новите генерации дека не е машки спорт, дека е сепак трчање и трчање по фудбал. Сега добро, дуелот е малце дискутабилно, ама мислам дека со тек на време сите ќе се уходат. Ја ќе се надоврзам на тебе. Викаш груп спорт е фудбалот. Дали во кометот е груп спорт? Се е груп спорт. Така да и балерините, стапалата им се, Така да не е груп спорт. По мене не е. Така. Ми беше мило што бевте гости во оваа епизода на Скратен корнер. Нешто да им порачате на нашите гледачи? Можам да порачам да дојдат, да видат за каков клуб станува збор и дека е реално, сега се формира, но со голема идеја. Така да нека повелат, отворени им се вратите на сите кои сака за да се зачлени во... Може да не контактира, да пише во инбокс. На приватни профили, на официјалниот профил на клубот. Да, знам дека станува збор за сериозен клуб, као што кажавте, има тренери посебен тренери за голмани. Да, за голмани, кондиционен и тактичен. Така. Во ред. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Се гледаме. Посакувам успех. Па идеме кон тоа. Да. Мора да идеме кон тоа. Благодарам. Пријатно. Добро.